Припадниците на цивилната заштита одигрувале голема улога при спасувањето на луѓето и материјалните добра во случај на земјотреси и поплави, а истите тие секогаш биле на местото каде што избухнувале пожари. Низ разни курсеви и практична обука, тие се оспособуваат за извршување должности во некои од единиците на цивилната заштита, што се формираат во местните заедници, во организациите на Сдружениот труд и во општините. Припадниците на цивилната заштита се оспособуваат и се опремуваат со потребните средства за спасување на луѓето од урнатини, укажување прва медицинска помош и пренесување на повредените. Потоа, за гаснење и локализирање пожари, ветеринарна заштита, извидување и деконтаминација, за радиобиолошко-хемиска заштита и така натаму. Значи, според тоа, каде се формираат единиците на цивилната заштита и каква задача имаат припадниците на единицата во случај на војна или елементарна несреќа, тие се оспособуваат, особено во универзалните единици, за спасување на луѓето, како и за спасување на општествениот и личниот имот. Со планот за развојот на цивилната заштита, целото население на нашава земја ќе треба да се оспособи за некои од задачите во цивилната заштита. А изминатите години, особено во акцијата популарно наречена СВОС, покажавме дека сме подготвени за заштита од секакви несреќи. Штом имаме толку силна цивилна заштита, тогаш и сите опасности и несреќи ќе знаеме да ги победуваме. И ние, децата од новата предучилишна установа Кочо Рацин во Скопје, подготвени сме за секаква заштита. Ако куклата се повреди затоа што била немирна, веднаш ќе укажеме прва помош. Ние можеме да бидеме се: лекари, шумари, сообраќајци, пожарникари. И уште, да спречиме вистинска војна меѓу нашите играчки, зашто редот треба да се знае: игри, смеја, песни. А оној што ќе го прекрши редот, тука сме ние за да му судиме. Нашиот суд е совеста во ликот на секое дете низ целиот свет. Но, што е најважно сега, додека сме деца, нека не се плашат куклите, мечињата, ликовите од сказните, зајчињата и сите играчки што ние ги сакаме, зашто ние сме силна војска и знаеме да ги заштитиме. Поздрав од височините на целото Велјуса кај Струмица, до сите оние што го сакаат мирот, со еден завет: другар Тито, ние ти се колнеме. Солист е Игор Ангелов, забаваче при основното училиште Гоце Делчев од истото село.
Прекрасно je селото Велјуса, што се наоѓа на северозапад од Струмичката котлина, во близина на планината Еленица. 23-тиот ден е на јуни, почеток на летото. Нема джагор во Централното основно училиште Гоце Делчев. Дали љубопитната камера задоцна? А учениците од Велјуса не поканија. Дојдете и во нашето училиште за да се уверите колку сме активни. Дури и преку летото, нашата музичка секција може да ве поздрави со најубави исполнение. Чекај, некакви звуци допираат. Па, да зирнеме малку и во музичкиот кабинет. И еве, сепак некој ја очекува љубопитната камера. Дури и познат лик од телевизиските музички емисии и фестивалите. Дали препознавте еден познат пејач на забавни мелодии? Тоа е... И само за час вревата пак оживеа. Учебната година како да не беше завршена. Девојчиња и машки со насмејани лица и инструменти в раце ја поведоа љубопитната камера на целото, кај изволите. Таму каде што е најубаво, за да засвириме, за да запееме. Тоа е и нашиот поздрав кон сонцето и летото. Во Велјуса љубопитната камера го откри познатиот пејач на забавни мелодии Перо Христов. Перо ние честопати те гледаме во телевизиските емисии. Од кога работиш во Велјус? Па работам од 1 септември 18 година, значи практично една учебна година до денес. Музичката секција ни рекоа, ние во тоа самите се уверивме, дека постигнала добри резултати, значи за кратко време. Па овака, кога дојдов, јас овде како наставник по музичко воспитување, се ангажиравме околу набавување на инструменти музички, од кои доста ни помогна и за другата Никола Карев. Потоа учениците од сопствени средства си купија мандолини, мандоли, додека гитари, хармоники и хармониум купи училиште со помош на за другата Никола Карев. Добро, а меѓу децата, дали има некои таленти што подоцна би станале и познати пејачи? Па ги откривме покасно, мислам за неколку месеци, ги откривме талентите и јас мислам дека постигнавме доста успех, иако тоа не е уште доволно. Можам да го акцентирам посебно оркестарот, мандолинскиот оркестар, а инако овде во ово училиште во склоп е и школа за гитара, школа за армоника, меѓутоа главно е мандолинскиот оркестар и хорот при училиште Гоце Делчев. Хајде да ги поздравиме гледачите на емисијата Љубопитна камера со некоја мелодија од твојот репертоар. Па Која мелодија би било? Тоа нека биде Евридика од Славе Димитров, моја најомилена песна, што сум ја интерпретирал 75-та година. Значи Евридика, Перо Христов и сите ние како придружба. Осврти се само, Евридика, ни небо ке падне, ни звезди ке свена. Покажи ја само твојата лика и нека под громој да умрам на пато. Евридика, Евридика, како песна, како слика. Евридика, Евридика, сето небо кода вика. О, колку си лична,
Evridika koji bi se te stopi i pretoči v zlato, pokaži ja samo tvoja talika i neka podromoj da umram na pato. Evridika, Evridika, kako pesna, kako slika. Evridika, Evridika, se to nebo koda vika. Evridika, Evridika, kako pesna, kako slika. Игрите преку летото нема да стигнат, а тие може да бидат интересни и далеку од морињата, езерата, детските одморалишта. Во селото секогаш има простор за игри. Колку игрите се понемирни, толку летото е понезаборавно, а желбите нестигнати. Така е тоа со игрите од детството. Тие мора да останат недовршени, далечни и недоиграни. Еднаш ќе останат по пољаните на селото, за да ги дочекуваат идните детства, скриено да шепотат и да се претворат само во спомени. Нека летне далеку и поздравот на пеачката група при училиштето. Попатно еве го и манастирот Света Богородица Елеуса во Велјуса, познат културно-историски споменик во овој крај што потекнува од 11 век. Поточно, него го подигнал монахот Мануил во 1080 година, подоцна струмички епископ. И така, овој храм останал да стои низ вековите за да го надживува времето.
и мандолинскиот оркестар побара место во емисијата Љубопитна камера. Во лето работа низ полето. Така е тоа во селото. Треба да им се помогне на родителите. Дали тоа ќе биде околу бербата на патличаните, пиперките, краставиците, може би и житото, зашто во полето преку летото секогаш има работа. А плодовите ги откупува земјоделската задруга од селото. Така преку цело лето. На есен, кога ќе започне учебната година, учениците изведуваат работна акција на земјиштето од задругата, а добиените средства знаат на најдобар начин да ги употребат. Овде, во Велјуса, се чини дека постојат поволни услови за обновување на некогашната ученичка задруга. Уште ако и Централното основно училиште Гоце Делчев добро соработува со земјоделската задруга Никола Карев, тогаш зашто ученичките задруги се места каде што се формираат млади самоуправувачи задругари, па затоа може би и потребата од нивното обновување дотолку е поголема. Пред љубопитната камера е директорот на Централното основно училиште Гоце Делчев од Велјуса Кирил Јанчев, и директорот на земјоделската задруга Никола Карев. Бранко Стојменов. Кажете ми каква е соработката меѓу училиштето и задругата? За ова кратко време колку што постои задругата, можам да кажам дека соработката е на високо ниво. Децата им помагаат во перење на пиперки, домати и така натаму, а добиените средства од задругата ги користиме за научна екскурзија и за награди средства во наставата. Какви работници се децата? Па, сметам оти се добри работници, бидејќи произлегуваат од нашето населено место. Тие вредно им помагат на своите родители и послушни се. И мислам оти таа соработка ќе ја продолжиме и понатаму. А штом постои толку добра соработка, зошто тогаш и не би постоело соработка за обновување на ученичката задруга? Па, јас мислам оти и тоа не е на одмет и обновувањето на ученичката задруга сметам оти да биде во најскоро време. Меѓутоа, ние, бидејќи немаме земја за другата, а за обновување на една таква училишна задруга, неопходно е потребно барем 1 хектар земја и ја би им препорачал на другарите од училиштето да се обратат до ЗИК Струмица како би добиле оваа неопходна површина на земја, а покасната соработка сметам оти нема да има проблем со задругата. А вие што ќе кажете? Да видите, ова прашање е доста актуелно во ова време и сметам дека ние од наредната учебна година ќе настојуваме да донесеме одлука да се формира таква задруга. И мислам дека со формирањето на оваа задруга ќе се искористат часовите по земјоделие што нашето училиште ги има и ќе се практично таа настава пременува со отварањето на оваа задруга. И ние се придружуваме кон желбата ученичките задруги да се обноват и што побрзо да се реафирмираат.
На заминување од Бегица, уште еден поздрав од пејачката група при основното училиште Гоце Делчев. И пред да се разлетате кој каде низ летото, да дзирнеме што се случува за тоној прозорец. Може би некој од вас ја совлада нешто со што ќе ги забавува вашите другарчиња во некое од детските одморалишта. Дали е ова волшебност, или пак само обична вештина и умење? Чии се овие раце што толку вешто си поигруваат пред овие очи? Но, тоа не е никаква тајна. Пред љубопитната камера не е никаков волшебник, тоа е инженер Момчило Тодоровиќ Моша. Моша, дали имаше некаква мајģија во вештините или некаква волшебност, сушност? Што се триковите што пред малку ни ги покажавте? Па овде се не ради ни о каквој природено нити надприродној моќи, веќе тоа е една вештина која се заснива на брзини, ручним манипулацијама, углавном на едно увежбаности поединих трикова. Тоа може свако, значи тоа нити е надприродна, нити е прироđена особина. За разлику од хипнозе, која е чисто научна ствар. Вие сте и автор на неколку книги од хипнозата и парапсихологијата. Што е хипнозата? Па ја реков, мислим, за разлику луѓе мешају појмове хипнозе и магија. Разлика измеѓу хипнозе и магија та што, још едном понављам, магија, односно трикови се заснивају на брзини, вештини, као што сте видели ручним манипулацијама, меѓутим хипноза претендира да биде една научна дисциплина и за сада е, мислим, призната у свету. Каде е местото на хипнозата во медицината, да речеме? Па да вам кажем, код нас, нажалост, још увек не налази неку примену, меѓутим у Америци, у Русiji и текако се изводе успешни експерименти. А што е парапсихологијата? Па, да вам кажем, парапсихологија, она обухвата свете појаве кои се доскора било бавиене велом мистика и тајни, а тоа е хипноза, видовитост, телепатија, спиритизам, прекогниција и још неке дисциплини, мислим, кои се срставају у домену парапсихологија. Инженер Момчило Тодоровиќ Моша е сосема обичен човек. Затоа еве ни открива и некои од оние познати трикови на маѓионичарите. Тој, како познат хипнотизер, има малку слободно време, зашто науката на вистина бара време. Нему му остануваат уште неколку испити на филозофскиот факултет, група психологија. А она малку слободно време што му останува, најчесто го минува во кругот на семејството, заедно со синот Јовица. А оние што го познаваат велат, тој дури и од најобичните е пообичен.
Најпосле, од семејниот круг на Хипнотизерот ве поздравува и телевизиската екипа што ја реализира емисијава. Уредник Геннади Болиновски, тон Димче Стаматовски, монтажа Зорка Боневска, музичка илустрација Виолета Којунџиска, текстот го читаше Ацо Джебаровски, камера Бошко Ацевски. Емисијата е подготви Борјан Петревски.